Почитувани гледачи, ги следите регионалните вести на телевизија Кисиме Нада. Во нив ќе гледате. Министерот за транспорт и врски Благој Бочварски денес ја посети општина Врапчиште. Светскиот ден на крводарителството годинава се одбележува под мотото "Дај крв и одржувај го светот". Редици од полуматуранти пред Средното медицинско училиште Никола Штејн на првиот уписен рок. Министерот за транспорт и врски Благој Бочварски денес беше во посета на општина Врапчиште и изврши увид во реконструкцијата на патот што го поврзува селото Зубовце со автопатот Гостивар-Тетово. Започна целосна реконструкција на локалниот пат што го поврзува селото Зубовце со автопатот Гостивар-Тетово. Проектот се реализира преку Министерството за транспорт и врски, а инвестицијата е 11,5 милиони денари. Министерот Благој Бочварски денес изврши увид во работите, заедно со градоначалникот на општина Врапчиште Исен Шабани, со кој претходно има работна средба и потпишаа договор за зафатот. Овој проект се реализира преку Министерството за транспорт и врски во рамките на проектот за санација на локалните патишта и улици во сите општини низ државата. Се работи за патен правец кој очекувам да биде готов во наредните 6 до 7 месеци. Реконструкцијата на овој патен правец беше по барање на жителите и верувам дека неговата санација ќе обезбеди подобра комуникација помеѓу населените места и поголема безбедност за сите граѓани кои што гравитираат во овој дел од државата. Министерот оцени дека соработката со локалната самоуправа на Врапчиште е на високо ниво, напоменувајќи и неколку други проекти кои се во подготвителна или во фаза на спроведување. Би сакал да истакнам дека во овој момент со општината работиме и на реконструкција на водоводната мрежа во село Врапчиште, проект вреден 20 милиони денари. Преку овој проект се врши проширување на водоводната мрежа со цел да се покријат сите делови од селото во рамки на урбаниот опфат, а во согласност со новиот урбанистички план. Би сакал да потенцирам дека еден од следните проекти кои што се работи преку Министерството за транспорт и врски заедно со општина Врапчиште е проектот за поврзување со Галате, исто така значаен патен правец кој што ќе биде во третиот тендер во постапка за избор на најповолен изведувач, преку кој што ќе овозможиме подобра и поквалитетна инфраструктура за сите граѓани во овој дел од државата. Градоначалникот на општина Врапчиште Исен Шабани истакна дека реконструираниот пат во Зубовце ќе значи поголема безбедност за граѓаните кои ќе минуваат по патниот правец и најави дека во следниот период ќе продолжат со инвестиции во инфраструктурата во повеќето населени места. Министерот Бочварски при денешната посета на Зубовце изјави дека во моментов се анализира кое решение е најпогодно за модернизација на патниот правец Тетово-Гостивар, за кое е планирано да прерасне во современ автопат со уште една коловозна лента. Преку кој што ќе овозможиме подобра и поквалитетна инфраструктура за сите граѓани во овој дел од државата. Би сакал да споменам дека владата и активно работи во нашиот план за инфраструктурен развој во наредниот период од 2,6 милиарди евра за патната и железничката инфраструктура, меѓу кои ќе биде и проширување на автопатот Тетово-Гостивар во рамки на нашите планови исто така, кој поминува во овој дел од државата од коридорот 8. Продолжуваме и со реализација на автопатот Кичево-Охрид, кој што е продолжение на коридорот 8 во западниот дел од државата. Верувам дека ако работиме напорно, заеднички сите, ќе овозможиме успешна и просперитетна иднина. Светскиот ден на крводарителството годинава се одбележува под мотото "Дај крв и одржувај го светот". Светскиот ден на крводарителството се одржува на 14 јуни секоја година. Целта на оваа кампања е да се подигне глобалната свест за потребата од безбедна крв и крвни производи за трансфузија и за критичниот придонес за доброволни неплатени крводарители во националните здравствени системи.
Посебен фокус на кампањата оваа година ќе биде улогата на младите во обезбедувањето безбедно снабдување со крв. Ние го изгубивме тој тренд, пошто училиштата не работеа. Значи, училиштата ни беа, како да се изразам, инкубатор за младите да ги регрутираме за крводарители. Ги фаќавме 18 годишни, 4-та година, некој 3-та година средно училиште. Меѓутоа, за жал, и прошлата година, и оваа година, за пандемијата, не можевме да ги регрутираме колку толку нив. Меѓутоа, успе имаме, пошто само иницијативно идат, или кога ги организираме ние акциите, има доста млади. Значи, не да се чудиме дека нивниот број преовладува, меѓутоа, сепак сме задоволни дека има млади. 2020 имавме 2121 лице што даруваа крв. Со тоа што планот сме го реализираве во 98,64%. Многу задоволни на ниво на Република. Со тоа што благодарницата што ја гледате тука е под доказ дека сме работеле добро за време на пандемија. Ова година се стремиме да го достигнеме таа бројка, ако не и да го поминеме. Задоволни сме. За денот, светскиот ден за крводарителство, вчера организиравме во село Слатина, општина Теарце. Таму има 41 лице дарува крв. Денот исто така дава можност да се повикаат на акција владите и националните здравствени органи за да обезбедат соодветни ресурси и да воспостават системи и инфраструктури за зголемување на собирањето крв од доброволни неплатени дарители на крв. Редици од полуматуранти пред Средното медицинско училиште Никола Штейн на првиот уписен рок кој што ќе трае 3 дена. Успех на полуматурантите им посака градоначалничката Теута Арифи. Започнаа уписите на полуматурантите во средните училишта. 293 ученици од општина Тетово имаат можност да го продолжат своето образование во неколку средни училишта во градот, меѓу кои и Средното медицинско училиште Никола Штейн во Тетово. Таму точно напладне беа отворени вратите каде што стотици полуматуранти дојдоа да се запишат во прва година. Уписот на средношколците пак се одвиваше согласно протоколите за заштита. Значи, во Средното медицинско училиште денеска е првиот ден, значи во цела држава за уписи на учениците во средно училиште. И кај нас, значи во Средното медицинско училиште имаме 685 слободни места, значи за учениците за средно училиште, кои се поделени на 20 паралелки, од кои 13 се на албански јазик, 6 на македонски и 1 е на турски јазик. Значи најголем интерес има за општ смер, значи медицинска сестра. И по принцип, значи тој дел, значи тој смер се пополнува од првиот рок, значи првата сесија од уписниот рок. Градоначалничката Теута Арифи им посака успех на учениците во понатамошното школување. Најпрво им посакувам успех на сите ученици кои завршиле основно училиште и веќе одат да се пријавуваат во средните училишта, како што ја користам оваа прилика исто така да апелирам да секој да се пријави според бројот на поените, имајќи го предвид фактот дека има места во сите училишта, додека нас ни е важно, почитувајќи ги овие критериуми, да имаме ученици за сите насоки и за сите училишта. Инаку 9 оделенците за упис во средно училиште може да се пријават и на 23, 24 и 25, а третиот уписен рок ќе се спроведе на 30 јуни. Брзото возење во полок е еден од најчестите сообраќајни прекршоци кои ги прават возачите. Тоа го покажува и бројот на казните кои се изрекуваат во засилените акцијски контроли, при што полицијата открива и по 100 лица дневно кои го управуваат возилото со брзина поголема од дозволената. Граѓаните велат дека треба почесто и построго да се санкционираат ваквите возачи кои неретко го повторуваат прекршокот. На патиштата во Тетовско-гостиварскиот регион се вози многу брзо. Овој прекршок го прават дури и припадничките на понежниот пол, што досега не беше случај. За неколку дена од страна на полицијата со радар биле регистрирани над 400 возачи, кои ја пречекориле дозволената брзина во и надвор од населено место.
каде се возеле за повеќе од 50 па дури и за повеќе од 70 км на час. Иако полицијата постојано казнува, сепак граѓаните не се опаметиле. Неретко меѓу прекршителите се среќаваат и повторници, како и припаднички на понежниот пол, што не беше случај претходно, но и возачи почетници, а не е мал воопшто бројот и на поискусните возачи со долгогодишен возачки стаж. Како пикантерија своевидна, поврзана исто така со овие контролни активности, би сакал да споменам дека неодамна еден возач на моторно возило за нецел половина час во 3 наврати бил фатен, односно регистриран на полицијскиот радар, се разбира и соодветно санкциониран, бидејќи ја пречекорил максимално дозволената брзина на потегот од наплатната станица Желино до наплатната станица Гостивар. Тетовци кои се плашат за сопствената, но и безбедноста на своите најблиски, велат дека потребни се и построги казни за возачите кои возат пребрзо. Многу брзо, да не брзо, него претерано брзо вози. Тешко на постарите лица и децата што се движат по овие улици. Многу брзо се вози, треба полека да вози. Зависи од времето. Кога доаѓаат странцеве, мислим нашите странци, тие се покажуваат. А кога идат тие помирно е. Почесто треба да ги казнуват за да се опаметат. Засилените контролни активности на полицијата продолжуваат и следниот период. Вакви и слични контролни активности за брзина со несмалено темпо, динамика и интензитет ќе продолжат и во наредниот период. А секторот за внатрешни работи Тетово апелира до возачите доследно и без исклучоци да ги почитуваат и да се придржуваат на сообраќајните знаци, правила и прописи кои се однесуваат на брзина, но и на сите други, со што најдиректно, односно најнепосредно, ќе придонесат за сопствената и безбедноста на другите учесници во сообраќајот. Освен брзите возачи, доста често зад волан седнуваат и лица кои немаат положен возачки испит. За 5 месеци во Тетово и Тетовско вкупно биле откриени и санкционирани дури 585 лица кои го направиле овој прекршок. Следуваат информациите од полицискиот билтен на секторот за внатрешни работи Тетово. Полициски службеници на СВР Тетово вчера лишиле од слобода 30-годишна жена и нејзината мајка, кои претходно во куќа во Гостивар физички го нападнале поранешниот сопруг и неговата невенчана сопруга. Во нападот според пријавеното 30-годишната жена користела и остар предмет. По целосно документирање на случајот на пријавените ќе им бидат изготвени соодветни поднесоци. Вчера во Тетовска Брвеница полициски службеници на СВР Тетово привеле 59-годишник од ова село, кој агресивно се однесувал и се заканувал на неговата 59-годишна снаа. Се преземаат мерки за целосно расчистување и документирање на случајот. 37-годишник од Гостиварско падалиште вчера во СВР Тетово пријавил дека во паркот на улица Живко Брајковски во Гостивар неговиот малолетен син бил физички нападнат од малолетник. Се расчистува и документира случајот, информираат од СВР Тетово. Експонатите изработени од учениците во рамки на проектот на СВР Тетово Стоп на говорот на омраза ќе бидат изложени утре во Центарот за култура во Тетово. Утре со почеток во 12 часот во Центарот за култура Илјоантески смок во Тетово ќе биде отворена изложба на 25 експонати, изработени од средношколци во последната финална фаза од превентивно-едукативниот проект Стоп на говорот на омраза, чиј носител е Одсекот за превенција на СВР Тетово во соработка со ОПСЕ и Тетовската и Гостиварската локална самоуправа. Со проектот кој поради состојбите со коронавирусот извесно време беше прекинат, па потоа продолжен. Вкупно биле опфатени околу 3000 ученици во прва година од Тетовските и Гостиварските средни училишта, а кои преку посебни предавања поблиску биле запознати што значи говорот на омраза, како се препознава во секојдневието и кои се неговите можни психосоцијални и други општествено негативни последици.
на учениците и нивните ментори кои учествувале во подготвувањето на утрешната изложба. Ќе им бидат доделени пригодни сертификати. Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието. Останете со нашата програма, следува спортскиот преглед. Пријатно!